По комплетната реконструкција на асфалтирањето на улица Илинденска, најклучната, најглавната, најцентралната улица, со интензивно асфалтирање од 4 дена завршување, сега следува од стара автобуска до завршување со делот Лимба од двете страни тротоарот. Прво искупување на ровови за спуштање на нисконапонската мрежа. Тоа значи мрежата наша која што има за осветлување и мрежата на Евана за електроснабдување и ставање на подземна инсталација во делот на телекомуникацијата. Така да овие кабли што ги гледаме тука сите ќе бидат спуштени подземно. Исто така се става подземна инсталација за вода. За сега од наредната недела кога се отпочне со поставување на гранитот, вадење комплетно на ова подлога која што имаме со бекатон плочки и плочки, поставување на гранит, правење на жаринери и посадување на новите дрвја кои се веќе пристигнати, да имат и водоснабдување, така да очекувам едната страна за отприлика 2 недели да биде завршена и од другата страна исто така за 2 недели интензивно да се работи, да можеме ова централна градска улица и тротоарите да ги пуштиме што побрзо во употреба. Ова ќе биде едно големо значење за Каваци со проширување на централното подрачје, односно на бит зоната, кој што го зборевме подолго. Успеавме во брз можен рок да го реконструираме. И што така ќе не поменам тука дека оваа инвестиција е преку Министерството транспорт и врски со заем на владата во делот од Светска банка, грант за општина Каваци, кој што е од големо значење, една благодарност за нив и на крајот благодетот мислам дека ќе ги имат квадрачани во делот на бицоната. За оние кои што слабо слушаат или тешко разбираат, кажавме дека ќе се посадат нови дрва, критикуваат за оние што се исекоа, меѓутоа овдека ќе има нови дрва кои што нема да го уништуваат тротоарот повторно. Значи, ние правевме анализа повеќе од 7 месеци, од Шумарски факултет, од нашето Шумарско средно училиште, наши врвни стручњаци кои што беа на увид и ја пратеа ситуацијата од 2 месеци и направија комплетен записник и еколошките друштва и сите. Значи нема тука само волеј ни во еден дел, ниту на градоначалник, ниту на служби. Они го кажаа дека тие дрвја кои што беа стари и вид, сега јас не се сеќавам точно на видот кој што веќе не постои како градско дрво, мора да се изземат, пошто корењата кои што ги има беа пуштени повеќе од 3 до 4 метра по површина на кај тротоарот или кај асфалтот. Така да беше узелут асфалтирањето на улицата и на тротоарот поставување гранит, доколку овие дрвја не беа отстранети, а и самите дрвја беа стари и веќе корењата му беа умртвени. Имаше варијанта да одиме на кастрање на корењата, меѓутоа таа варијанта има заклучок од Шумарски факултет дека после година дена ќе се исушат самите дрвја со самата интервенција. Тука нема да засадиме било што, ќе засадиме 4 метровни големи дрвја кои се набавени, исти дрвја кои што ги имаме како пред поштата од почнување на плоштарот, така да мислам дека наредните 40-50 години тие дрвја пуштаат корење само во одредена фаза, тие се ставаат во големи цевки фит виеди, кои што ги храна и со вода и не излегуваат жилите надвор од површината. Inel